Во Ајде дома, градиме со Кнауф. Во минатата емисија гледавте средбата со Ема, која беше вистинско изненадување за мене, бидејќи влегов во потполно наместен стан со делумно класични елементи, демоде кујна, спална и детска, и бања во многу лоша состојба. Па не ме изненади барањето на Ема за целосна промена на овој изглед. Ваквото барање нужно придонесе да се направи план кој бара темелно реновирање на станот, што опфаќа рушење на одредени позиции. Се случија рокади на намената на спалната од родителска во детска. Се случи една потешка интервенција за создавање на тоалет од остава кој се наоѓа целосно на спротивната страна од бањата и е физички неповрзан со неа. За да го сработиме ова, требаше да изработиме нови водоводни инсталации, нови електрични инсталации, да искорнеме се што имаше во стариот простор и потоа да поправиме се што остана после таквото темелно рушење. За санација на подовите и ѕидовите не советуваа од Кнауф како да ги изработиме со нивните специјални системи. Ѕидовите ги преработивме со нови гипскартонски плочи. Изградивме и некои нови за да создадеме простор функционално по мерка на семејството. Почнавме и нешто од оние интервенции кои може да се видат. Обработка на ѕидовите, поставка на подот од Quickstep со нивната нова подлога, ги изработивме и поставивме плакарите и конечно ги поставивме сите плочки во станот. Откако со румена од Телинди порцеланоса избравме одлични плочки од нивната програма. Вака завршени, сме подготвени за новиот мебел и целосниот нов изглед на овој стан. Во станот генерално треба да преовладуваат светли бои. Меѓутоа, на два ѕида, едниот во дневната соба и едниот во собата на детето, ќе изведеме ѕид во техники, кои што си имаат своји процедури, значи подлоги, некаков вид нагледување, изработка на самата техника со шаблони и така натаму и конкретно на крајот и боја која што би сакале да ја постигнете. Во нашиот случај тоа ќе биде сива, едниот ќе биде као имитација на некои сиви даски, а другиот ќе биде имитација на бетонски плочи. Нешто што е као тренди годинава и минатата. Во дневната соба имаме еден огромен ѕид од 5 метра, на кој му треба нешто со што целиот простор ќе добие нов амбиент. Тој ѕид решив да го изработиме во техника. Техниките не се едноставна работа за изведба, затоа што има процедура што треба да се проследи. Подлога, па сушење, па материјал, па да повлече. Обработка на материјалот, што е најкомплицираниот дел од изведбата, затоа што тогаш ѕидот е во рацете на изведувачот. Секој негов потек е важен, секоја алатка е важна. Сунгери, мастари, специјални ефекти играат улога, но можеби најмногу артистичкиот дух на изведувачот од кој зависи крајниот изглед. Дали ќе изгледа како даска, тула, камен или бетон, со кои и какви бои сето тоа ќе се обработи, е пресудно за финалето. Кога имаме ваков убав ѕид на крајот, треба да го надополниме со уште нови и убави нешта во станот. За тој секако да има смисол. Совршена удобност. Софа студио. Мојот свет.
Акрон. Секој детал е важен. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Неверојатно е што се подот може да направи. Во стилот на новиот простор, новиот амбиент, ќе ги избереме и новите светилки за Ема. Значи, тие треба да бидат интересни, малку ретро и можеби во стил и на новиот зид во дневната соба. На минатогодишниот сајм прв пат презентиравме нови трендови во кои што спаѓаат ретро светилките, ама ми се чини дека од тогаш навака само ми се удвостручуваат и множат моделите. Да, и нова колекција ни пристигна сега, значи баш од содржината на винтидж модели. Да, тогаш имаше само например стакло, метал со 2-3 обработки, а сега буквално мислам дека секоја од нив е како од различен дел од светот собрана. Франција, Тунис, Арабија, не знам, Њу Йорк, навака натака. Каде се наоѓаат се примера? Еве, јас во становите. Генерално вие продавате. Каде најмногу ги купуваат овакви светилки? Изненадени сме од побарувачката сега, што до сега значи имаше барање повеќе за значи кафичи, за ресторани, но и од сега значи доста се барат и за во домашни услови, домашна атмосфера. Да, дефинитивно. Јас еве на пример во новиот простор планирам да имаме едно генерално појако светло, нели, странично, и овие да го направат вистинскиот амбиент, да биде интересно. Така, што нема само да биде значи како амбиентално светло, така. И значи ќе дава доста светлина. Апсолутно. Топла бела, ладна бела. Има секакви нели насочени и отворени, секако може да се испланираат и за дневна, и за спална, и за надтрпезарија, шанк секако. И материјалите им се интересни. Има многу повеќе дрво од претходно. Ова ми е нешто многу интересно. Што го гледам таму, што материјал е тоа? Тоа не е исто понов модел, тоа е значи бетонска изработка со вклучен, со вклучен метал. Сега ќе има исто и уште неколку значи модели. Убава комбинација се направи од една колекција. Тоа беше идејата. Добро, ќе ги видам тие другите. Бирам поедноставни и функционални светилки за ходниците и детската соба. Секако се LED, зашто сметам дека тука треба да имаме јако светло, како за предогледало или во детската за учење и престој. А понатаму, откако ќе обезбедите добро основно светло, наоколу може да се играте и со други модели кои ќе го креираат амбиентот топол и со својот изглед интересен. Во спалната соба лустер кој со својата боја се вклопува со бојата на зидот, а изгледа како преработка на стара индустријска светилка. Трпезаријата добива интересен и авангарден лустер од метални шипки, а за дневната одлучив да поставиме 3 светилки кои ги нарекоа саксии, зашто навистина личат како саксии превртени наопаку. Бидејќи се 3, таванот претрпе уште едно прекопување. Позициите се централни во однос на новиот зид, а висината неколку пати ја коригиравме. Ем да висат, ем да не се удирате од нив. На терасата, освен што ги изменивме плочките, Ема сакаше да ги изменам и стаклата на оградата.
Сега мене тој поглед многу ми се допаѓа. Таков е урбан, густ. Тоа е стан во центар и како таков јас го примам. И поставив стакла кои што се прозрачни, нели, транспарентни, за да се гледа сето тоа. И кога и кажав дека сум ставила транспарентни стакла, таа посака да ги сменам. Сега тоа беше малку комплицирано, бидејќи стаклата се лепени со силикон. И тој силикон тешко се вади, се додека не се сетив дека Кнауф имаат средство за вадење на силикони. Тоа беше за сите други стакла, освен оно за кое што се намачивме. Мака измачив средни стакла на терасата, го залепивме ограда, нели, со стакло залепено со силикон, не можам да го извадам никако. Се додека не се сетив дека конечно имаме градежна хемија од вас, која што може да се искористи. Токму така. Кнауф е производител на цела портфолио средства чистење и нега. Тука во овој случај знам колку е тешко да се отстрани силикон од стаклена површина. И каков проблем тоа прави во фазите на обработка. Поготоа ако силиконот е стар, закоравен, долго време стоено на сонце и тоа прави дополнително да е тешко. Кнауф има средство за отстранувач на силикон, кој што е многу ефикасно средство. Буквално се нанесува со крпче или сунгерче на силиконските површини во подебел слој, се остава да делува некои 5 минути и потоа многу лесно со прст и со помош на скалпел, буквално како гума за џвакање се отстранува. Значи омекнува. Омекнува, го омекнува силиконот и лесно се отстранува. И дамките после може да се препишат што остануваат зад силиконот, кој ќе го извадиме, нели, како масна дамка. Да, во втор чекор на овој процес, значи со скалперчето се дочистува до самата структура на стаклото. Тоа е за стаклата. Втората работа е што зад мајсторите обично потоп во становите, мисламе хаос, нели, оставени се бои, имаме остатоци од цемент, од фуги, од глед, од аври, од се што е наоколу. И јас треба да го предадам станот со стандардните средства во продавница. Токму така, тоа е дел од тие градежни активности што се во секој дом при реновирање, при санација или при вршење на тие занатски работи во новите домови. Се гледа да се заврши работата како што треба, без да се води многу сметка колку чисто ќе се остави. Такви се тие работи, меѓутоа и за тоа имаме решение. Тоа што од тоа портфолио 30 на производи на Кнауф имаме буквално за секој тип на керамичка плочка, гранитна плочка, вештачки гранит, природен гранит и мермер. Значи за сите, буквално сите камени површини. Секаков тип на дамки и флеки отстранување од сите површини. Дали тоа било цементни дамки, дали тоа било дамки од восок, катран, моторна може да се извади со средствата. И ова е длавенско чистење, така? Длавенско, темелно навлегува во структурата и ги отстранува длавенски од структурата на самиот камен. А ова средство? Тоа е омиленото. Тоа е тоа што ми треба? Да, ова е омиленото кај керамичарите. Сите остатоци од отстранувач на цементни дамки, сите остатоци од лепило за керамика или фуга, се што е на цементна основа. Од фасадата, абрипи што паѓале на плочките, во холот на се има. Се имам на терасата. Објектот или на терасата во случајот, значи отстранувач на цементни дамки, во зависност од нечистотијата, значи да се употребува вака или како концентрат или може да се разреди со вода. И тоа омилено е кај керамичарите, бидејќи сите тие остатоци. Дефинитивно кај мене ќе биде сега. Кажи ми, освен нели цементни дамки, имам и други дамки. Од храна, од масло, од она. Да, имаме отстранувач на маслени дамки, отстранувач на восок и катран. Значи буквално секако се што може да се восокот и катранот се најтврдоходни дамки и така да. Така. И за тоа имаме решение. И последното средство? Ова е најпродаваниот производ, Кнауф отстранувач на уништувач на мувла. Често во домовите, поради кондензација или некоја влага, обично во надворешните ѕидови се појава таа мувла. Има многу често прашања од клиенти како да ја решат мувла. Да, има често, мислам. Таа не само што е непријатна за око, туку е извор на
разноразни алергии кои што се стварно непријатни во една просторија за живење. Тој кнауф уништувач на мула доста ефикасно ја уништува, буквално со попрскување на површината на мулзасаната површина, се остава да делува нека 5 минути, се пребришува со влажна крпа и се поедисува во саканата боја. Едноставно за употреба со пумпица и... Значи имаме многу средства што можеме да ги искористиме и верувам дека се овие многу подладенски работат од оние комерцијалните, бидејќи тие секој пат не може да се заврши работа. Мислам, биеш од триење и ништо. Ова се професионални средства, произведени во Германија и доста се јаки, често во зависност од нечистотиите, употреба можат и да се разредуваат. Освен средствата за импрегнација. Заштитни ракавици. Така да, ако не се тврдокорни на слагите, значи може да се разреди 1:2 и 1:3, пишува на секоја опасно за користење. Значи овие под мишка. Да, решен проблем. Кога веќе ги извадивме стаклата, се сетив дека оградата, која не смеам да ја менувам за да не се наруши изгледот на зградата, можам барем да ја освежам со боја. Тоа може нема да ја направи кој знае колку убава, ама барем ќе делува почисто и покултурно од досега. Имаат повеќе видови на внатрешни врати, си ги бирате според ликот, изгледот и квалитетот. Конкретно нашите се бели медијапански со мала гравура на нив. Интересни и елегантни, мене одлично ќе ми се вклопат и со лајсните кои што ќе ги поставиме подоцна од Quickstep, бидејќи се и тие бели медијапански. И конкретно кога бирате врата, тие доаѓаат на мерки, изимаат мерки и ви ја поставуваат, а вие дополнително си бирате и квака. Не заборавајте да напоменете дека сакате посебна квака за бањите. Онаа што од надвор може да ја отворите и со паричка, што е многу практично за не дај Боже случај. И врати и кваки во градов има на избор многу. Различни се и по цена и по квалитет, па бирајте по естетика и по буџет, кој некој пат е пресуден. Конечно стасува време за редење на целиот испланиран мебел. Кога ќе почнат да ви стигнуваат парчињата на мебел што треба да се стават во еден стан, а при тоа нарачката ви е да станот да биде минималистички. Некој што не знае дека сето тоа може да се склопи, нели да биде компактно и навистина минималистички на крајот, ќе мисли дека ќе го преоптеретите целиот простор. Парчињата обично стигнуваат сите одеднаш, па и кои ќе ви стасаат и софи, гарнитури, кревети, се одеднаш и изгледа малку хаотично, меѓутоа се под добра контрола ќе се нареди. Прегледуваме парчиња, враќаме на преработка, премеруваме димензии и местиме според планираното. Кујната е линиска и тесна, но просторот е толкав. Успеавме да добиеме екстра место за фрижидерот со новите измени и прегради во кнауф, но генерално е мала. Ке биде чисто бела, мат, со темно-сива плотна. Во бањата имаме елемент за мијалник со 4 фиоки, кој прво треба да е висечки, а второ доволно стабилен за да издржи граница. Во Софа студио сме разговарале дека постојат материјали кои што можат да истрпат секакви видови на дамки. Лично не сум многу уверена во тоа и баш од таа причина сакав да видам дали е тоа вистина. Александра, јас би сакала денеска да ги истражиме вашите материјали за кои што ми имаш кажано дека се отпорни на се и се што. Најмногу од причина што не сите луѓе сакаат кожа, некои сакаат и попријатно име да бидат на штоф, меѓутоа или сме
невнимателни, па истураме, или имаме дечиња мали, па прават се што наоколу и така натаму. Значи ме интересира колку се вистина издржливи, па затоа донесов вино. А тоа само по една капка за пиење. Пета ќе ставаме доволно Добро. да се испита. И домашен компот од вишни. И него ќе го пробаме, така. Тоа се овие два штопа, не? Така, да, тоа се овие две шокарки. Едната е со малку помазна текстура, додека другата е малку порапава, односно е самата текстура е плетена. Во изгледа гледам дека има и доста дезени. Има, да. За секого би се нашло, нели, по некоја нијанса која што мислам дека би била соодветна. Така. И сега оно што го напомнам, сосема си во право, дека клиентите пред се оние кои што имаат младите родители доаѓаат со желба да може да го исчистат, избришат тоа многу лесно, нели, да не остануваат флеки, па млазници по тросот, двосот, како да е гарнитурата која што ја користат. И пред се од тој аспект барат да е тоа кожа или еко кожа, не, за да може полесно се прибрише, полесно се исчисти. Нашите препораки се дека и кожата и еко кожата полесно се чистат, меѓутоа тие се упропастуваат. Значи кожата е нешто подолготраен, така да кажеме, материјал или природен материјал кој што се користи, додека и кожата со самото употребување и изложеноста на сонце. Да, покривка е, да. Покривка е, побрзо пука да. И се упропастува. Овие две штофкарки имаат на горниот слој од самиот штоф имаат третмани од восок, хемиски се третирани, значи на сосема понаков начин од стандардниот штоф што се потребува во секојдневното, нели, Так, конзумирање, да не кажам, на палета на бои, Секако. на најразлични, и дезени, и едниот, и другиот, да, има. Има изборот е сосема голем, одличен. така да. Откако Александра толку ги испофали материјалите, редно беше да ги пробаме. И на моја огромно изненадување, навистина сите течности лизгаат на нив. Едноставно со влажно марамче или со обично хартиено би можело веднаш лесно да се потргне течноста. Ова е вистински спас за сите оние што сакаат да се чувствуваат удобно на својата софа и истовремено да не се грижат околу одржувањето. На крајот, спремни сме и за журки. На овој материјал ништо не му може ни огнот. Во еден така убав материјал добивме две софи за дневната соба во моделот Авангард, кој мене лично ми е еден од омилените од Софа Студио, во нежна синя боја со розови перничиња, кои ќе се истакнат во сиво-кремастиот интериер. Од истиот модел, во појака тиркизна боја, нарачавме двосет за детската соба. Ги донесоа гранитните плочи за бањите. Во малата требаше да изработиме прво метална подконструкција, па да се постави гранитот, па после да изработиме и елемент како опшивка за сето тоа да изгледа убаво, културно и да биде корисно. Во големата бања гранитот е малку покомплициран. Секој пат е така на поголемите мијалници кои бараат вака големи дупки. Се работи доста внимателно за да не се искрши. И пред вратата еден праг во убава сива боја за да се вклопи и со станот, но и со ходникот. Пристигнува и останатиот мебел. Креветите за спалните, кај момчето е сив со каса, кај родителите бел. За дневната соба порачана е маса и клуп маса во орев. Столиците се во штоф, а имаат ногарки во орев, со што се поврзува се во една целина.
Некој пат едва чекам да ми се исчистат сите мајстори од куќата, за да си го наредам станот и да видам на што ми личи. Оти многу гужваници, просто неверојатно е да се работи. И навистина, останувам сама и тогаш распакувам, распоредувам, инаку не се дише на објектот луѓе. Тогаш можам да видам до кај сме, како изгледа она што сум го замислила, дали нешто му фали и кои и какви детали треба да применам за да се облагороди просторот. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Знаеки дека Ема бараше минимализам, ќе поставам само неколку детали. Ќе оставам некои работи самата да ги одживее и уреди. Па нештата што ги донесоа, ги поставив така да бидат само насока. Станот е готов и не знам дали да си поуживам малце во него или да ја викнам конечно да се всели. Ајде, повели дома. Конечно повелете, ова е. Благодарам. Најубав. Фала ти многу. И повели да видиш се како е сега наредено и наместено. Убаво? Треба време. Многу е убаво. Имаш нели прераспоред на дневната, тоа веќе го знаеш и од проектите. Некои работи заедно ги биравме. Зидот колку е добар. Така. Лампата ми се допаѓа. Се ми е убаво. Се ми се допаѓа. Само ми треба време да разгледам. Да, и ќе си се навикнеш на новата дома. Многу модерен интериер во нови такви, нели тренди бои и комбинации у склад со дневната и максимум искористен простор. Да, стварно како што се договаравме до горе. Бидејќи е мал просторот, да, секоја парче не таманска баш има место од сите страни, има и ова е отворениот дел кај што се договаравме да биде отворен. Отворивме. Искористен просторот ти е заметнат, а не се гледа од таму. Ај не се гледа. Може мијалникот да можеше да не се гледа топ на тераса. Може? Еве тука скапаниот плакат, нели си го познаваш? Да, бе. И сега малку има работи тука, нели, што ни останувале и што ќе ти останат на тебе. Евентуално, ако имате намера да ги искористите. Меѓутоа е добар простор за многу работи можам да складирање тука, и има простор за пегла, тоест не за пегла, за таска за пегла. Супер. Ете така. И плочки ми се допаѓа. Ете така. Да одиме на спалните, може? Може. Еве. Малата соба која сепак излезе една добра спална. Ова е детската соба? Да, детската во спална. Сигурна си? Сигурна. Таа е.
спална, сега малце потешко ќе влегувате, нели? Меѓутоа ти реши да ја отстапиш убавата голема соба на синти. Каде видам? Важно дека има голем плакар, огромен, со многу простор. И друго важно е дека освен легло има ти еден телевизор, погледни. Тука ќе можеш да се огледаш и да се дотераш, како сега. Ајде. Ајде кај Андреј. Ева собата на Андреј. Некој пат ја што си мислев дека треба да биде спална. И кај си? Хопа! Special effects! Многу сакаше вас. Знам. Епта. Сакаше сино, нели? Да. Ама вие менуваат бој. Многу сакаш. Колку ќе се радам. Многу сакаш. И има плюс програма вака да му менува. Чеки, каде беше таа? Има чеки. Так, сега сама ќе менува. Нова година. Диско. Многу убаво. Ето така. Мислам дека има ептен соба. Ќе се радува и тој и мислам и другарите негови. Значи вака за седење и за спиење. Се комплет. Сигурно ова детска? Детската. Паравте гледате. Многу. Ето така. Одиме во бањите. Уште бањите остана. Еве бањичка. Мислам дека многу сладко ова излезе. Многу убаво. Леплочките се супер. Многу се убави. И гранетот ми се допаѓа. Да, голем елемент, значи направивме мислам милиарда комбинации за оваа бања. Бојата одговара. Да. Од тука отзади ти е допаѓа. Ете. Тоа е тоа. Сега да одиме. ми се допаѓа. Будиме во тајната бања, тој туалет. Тајната одаја. Што ја бараше. Тоалет и тоалет битна. Јас сакав, нели, не знам, овдека да дојде машината за алишта, ама вие инсистиравте да биде сепак тоалет. Не, вака побаво, по-широко, по-комодно. Излезе тоалет. И плочките исто. Ова се користи. Да знаеш. Супер, и гранетот одговара. Многу е убаво. Мислам дека излезе топ ВЦ. Да. И не е тесно воопшто. Јас мислам дека ти покажав се вака глобално. И сега тоа беше тоа. Мислам дека е многу убаво. Многу убаво. Благодарам многу. Да не заборавиме каква трансформација доживеа овој сега исклучително елегантен простор. Сега, ова е модерен интериер, со интересни парчиња во неколку тона, кои ја креираат лежерната, а сепак издржана атмосфера. Просторот изгледа поголем, поотворен, иако вкупно од она што веќе го имавме, сега сме поотворени со само 50 на сантиметри на влезот во кујната. Концептот на вртење на фокусот на главниот зид од дневната, издолжувањето со помош на новата техника, поставеноста на елементите, си го прават своето. Спалната која е побарањена има со минимум функции од огромен плакар, кревет и телевизор, е навистина доволна за нив. Тие однапред знаеја дека ќе треба да лазат до перниците, ама веројатно е се работа на навик. Затоа детската ја има целата комоција што еден тинејџер би ја посакал. Кревет, седење, огромен плакар, маса, место, светло за журки и амбиент. Уживанција. Бањата и тоалетот, иако ни зададоа главоболка, се одлично решени, а типот на плочките и големите огледала функционираат за визуелно наголемување на просторот. И на крајот, уживајте понатаму и во сите останати детали на овој нов интериер. До следната недела во исто време, 12:30 на Телма телевизија.
Во Ајде дома, градиме со Кнауф.